Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Родителите се особено горди кога децата им се успешни на училиште, добро читаат, пишуваат, сметаат и слично. Но голем е бројот на родителите кои што имаат согледано дека интелигенцијата на нивното дете не е доволна за тоа добро да функционира во градинка или пак во училишната средина. Некои деца имаат проблеми во односите со соучениците, други пак бурно реагираат на неуспех, на лоша оценка или пак на пораз во некоја игра. При тоа почнуваат да плачат, се повлекуваат во себе или пак одговараат со агресија. И сето тоа е резултат на емоционалната незрелост. За емоционалната интелигенција денеска зборуваме со професор доктор Ана Фрицкант, развоен психолог. Разговорот ќе започне веднаш по рекламниот блок. За емоционалната зрелост, односно незрелост кај децата, денеска разговараме со професор доктор Ана Фрицкант, развоен психолог од Филозофскиот факултет во Скопје. Професорке, добре дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, ви благодарам за поканата. Често можеме да слушаме како него го опишуваат, многу е паметен, но е емоционално незрел. Например, детето со лесноќа го совладува училишниот материјал, но не се вклопува добро со учениците, ниту пак е задоволно од неуспехот, односно никој од нас не е задоволен од неуспехот, но бурно реагира, плаче, се повлекува во себе и слично. Сега, дали емоционалната незрелост на некаков начин е поврзана со она што е познато како емоционална интелигенција? Па да, има емоционалната зрелост и емоционалната интелигенција се поврзани во таа насока што практично може за степенот на емоционална зрелост на поединецот да проценуваме врз основа на тоа до каде е развиена неговата емоционална интелигенција, со тоа што нели веднаш на старт сакам да нагласам, бидејќи овој вовед што го кажавте е многу значаен, дека тој Г-фактор или таа општа интелигенција не секогаш оди рака под рака со висока емоционална интелигенција, така што задолжително е важно да се води сметка на когнитивниот домен и да се поттикнува IQ, вака кажано, нели колоквијално, затоа што само од себе нема да се развие ако не се поттикнува, меѓутоа паралелно со тоа треба да се води сметка сериозно за социоемоционалниот развој на детето, значи за развојот на емоционалната интелигенција, со самото тоа вложуваме и во развојот на неговата севкупна емоционална зрелост. Кога зборуваме за емоционална интелигенција, што се таа опфаќа? Кои се нејзините основи? Зашто зборуваме всушност? Да, зборуваме за еден посебен вид интелигенција кој воглавном се препознава во емоционалната и социјалната сфера на функционирање. Значи колку е некој способен да ги препознае собствените емоции, чувства, емоциите, чувствата кај другите луѓе, соодветно да реагира и на својата емоционална состојба и на туѓата, колку има способност за емпатија, колку му е висока себерегулацијата, односно самоконтролата, какви социјални вештини има, така што е навистина многу сложен конструкт кој има многу повеќе што да каже нели во доменот на интеракциите, во доменот на социјалното функционирање, социјалната компетентност, значи генерално на што рековме емоционалната зрелост, отколку во когнитивен домен. Сега емоционалната зрелост, односно емоционалната интелигенција се развива само во еден период од животот или е тоа нешто што ќе не следи до крајот на животот, до животно? Колку порано се почне, толку подобро и навистина многу е важно на здрави основи да се постави сето ова веднаш уште во текот на првата година од животот, меѓутоа секогаш на тоа прашање дали може да се учи емоционалната интелигенција, значи да се надградува, да се развива, одговорот е потврден. Да, може. Меѓутоа со велам навистина вложување многу рано, затоа што ако земеме дека социјалната насмевка кај бебињата се јавува веќе околу 6-та недела после раѓањето, гледате колку е тоа многу рано во животот, кога треба да навистина почнеме родителите нормално пред се да ги изразуваат емоциите јасно, нели, и вербално и невербално, да биде тоа во хармонија, да постигнат нешто што ние во развојната психологија го нарекуваме синхронија, значи да дојде до синхронизирање на експресијата на емоцијата кај родителот и нејзино соодветно препознавање кај детето, бидејќи севкупниот емоционален развој тој се одвива по законитоста од општо
кон поединечно, меѓутоа се потпира на прва и основен предуслов, а тоа е перцепцијата на емоциите. Значи, за да можеме било што понатаму да градиме и да очекуваме, мора да прво се одработи тој аспект на перцепција на емоциите. Значи, да детето точно може да препознае која емоција е во прашање и кај другите и кај себе си. А како да препознаеме дека нашето дете е емоционално незрело? Па по реакциите, знаете, тие се менуваат како што растеме. Обично кога се многу мали, околу втората година почнуваат полека да ги разбираат емоциите, меѓутоа не е нешто се сложени од многу различни аспекти, некогаш тие знаат дури во конфузија да ги внесат, значи да ги збунат, да не знаат како да реагираат, ама овие побазичните дефиниции, значи почнуваат веќе околу втората година, па тоа трета, четврта уште повеќе се надградува и се унапредува. Но првите реакции ги гледаме кај овие маличкиве кога, бидејќи сметете дека говорот уште не е доволно развиен или во некоја така рудиментарна форма присутен кога се во период на доенче, значи тука некаде околу втората година. И колку е говорот поограничен, толку тие помалку се компетентни да соопштат се што им треба, што чувствуваат, што посакуваат и слично, или нешто им пречи и слично, и тие, бидејќи го немаат тој капацитет да соопштат со зборови и имаат низок степен, велиме ние, на емоционален развој, тие знаат да гризнат, знаат да удрат, знаат да фрлат, да викаат, да се расплачат гласно. И тоа се првите знаци на дека детето е фрустрирано, дека се наоѓа во состојба која е емоционално непријатна за него. Како што напредува развојот на говорот, значи тие говорно-јазични компетенции, способности, така стануваат се подготвени да со збор кажат, опишат, па понатаму и да објаснуваат, и тогаш веќе нараснува полека и контролата на емоциите, бидејќи имате предвид дека емоционалната зрелост генерално во теоријата има 3 клучни елементи и едниот од нив е контрола на емоциите, односно таа самоконтрола и емоционална регулација. Другите два се соодветност на чувствата и богатство на чувствата. Меѓутоа, контролата на емоциите, на чувствата е сериозно важно ако сакаме да зборуваме за развиена емоционална зрелост, бидејќи колку контролата на чувствата е повисока, толку и емоционалната зрелост на поединецот е повисока и обратно. Особено со проблематични вторите, третите, четвртите години кај децата, кога тие дефинитивно немаат контрола врз емоциите, па тука има и изливи на бес, има тантруми многу често. И сега во тие моменти, што треба да правиме? Да му дадеме на детето некоја лекција за емоционална писменост или пак треба да причекаме тој период да пројде? Може ли ми тогаш нешто да ги научиме? Мораме да действуваме, затоа што ако чекаме спонтано да пројде, тој ќе си помине, меѓутоа, нели, колку детето ќе научи, ќе стекне нови вештини, затоа што навистина контролата на чувствата се надградува. Тоа е нешто што се учи, затоа што таа ви е врзана и со развојот на делови од мозокот и со развојот на извршните функции, теорија на умот, односно социјалното разбирање, значи не можеме да наблюдуваме изолирано. Меѓутоа, пред се во таква една ситуација треба да останеме смирени и прибрани ние, затоа што ако ние како родители реагираме кон дете кој е во состојба на тантрум, со викање, со паника, значи било каква интензивна емоција, емоционална реакција, тоа само повеќе ќе засили таа состојба. А дефинитивно дека најдобар начин е да бидеме позитивни модели ние. Значи, затоа што децата кога се многу мали, тие учат многу повеќе од она што го гледаат кај родителите, како родителите постапуваат и се однесуваат, а помалку обрнуваат внимание на тоа што само декларативно им се кажува да прават. И секогаш развојната секвенца вели оди прво имитација по идентификација. Значи, тоа што го гледа, тоа го имитира. Веќе само неколку недели стари доенчиња забележуваме дека тие знаат да возвратат на фацијална експресија. Значи, ако ние се насмевнеме, возвраќаат се насмевнуваат и тие. Ако ние се намуртиме, ќе се намуртат и тие. Тоа е тој интермодален трансфер што се нарекува и овака стручно, ама многу рано почнуваат и веќе 6-ти, 7-ми месец посебно многу е важно да вербалниот знак, вербалната информација за соодветна емоција биде надополнето со соодветно невербално манифестирање на таа емоција, затоа што ако
звучам на еден начин, не знам како да сум лута, а мојот израз на лице е како насмеан, кај детето ќе се создаде конфузија, да, збунетост, бидејќи нема да знае која информација да ја следи. А имајте предвид дека кога станува збор за невербалната комуникација и читањето на емоциите кај другите, огромен процент отпаѓа на невербалните знаци. Значи не толку многу што слушаме дека некој вербализира, туку што гледаме како кои се придружните невербални знаци додека тој некој комуницира со нас. И тоа го забележуваат многу рано, велам уште во првите 12 месеци од животот. Исклучително е важно за да го поттикнеме емоционалниот развој да тече непречено, да ги изразуваме емоциите, меѓутоа да тоа биде во хармонија вербалното со невербалното. А има ли правила на која возраст кои емоции треба да бидат разбрани и усвоени? Например, кога треба детето да биде емпатично? Емпатијата се развива, на нејзи треба време, иако почнува многу рано, но бидејќи ви реков, законитоста вели од општо кон поединечно. Тоа значи дека во првиот месец обично од животот се наоѓаат во една општа состојба на возбуденост, од која потоа се диференцираат два кластери, пријатни и непријатни емоции, па потоа почнуваат во рамки на кластерите поединечни емоции и чувства да се развиваат. Ама например, оние малку посложените доаѓаат после 18-тиот месец. Ги нарекуваме уште самосвестени емоции, како што се срамот, вината, љубомората и значи различни други, па понатаму каење доаѓа, грижа на совест и слично. Значи и за да се јават овие посложени емоции, посебно овие кои припаѓаат во доменот на морални чувства, како што се срам, вина, гордост, мора да постои соодветна реакција на однесувањето на детето од околината, затоа што ако нема соодветна реакција, нема да може да се, како да речам, да го насочи собственото однесување во вистинска насока, каде и како би требало да се однесува. Значи, ако го бутне помалото братче или сестра и родителите се насмеат, и малото се насмее, тогаш пораката е во реде да повтори го тоа, во реде да го буткаш, бидејќи тоа предизвикува позитивно чувство, позитивна емоционална реакција и состојба, и затоа мора да е навистина многу соодветна реакцијата на околината за овие што се посложени чувства. Така што треба време, додека почнат дури во рамки на ист модалитет да ги разликуваат, наречеме лутина од бес или страф и така натаму, ама во принцип оди секогаш од оние примарни емоции, страф, тага, гнев и радост, кон се посложените емоции кои се разбира бараат и малку понапреднат когнитивен развој. Значи родителите се всушност оние кои што треба емоционално да го описменат своето дете. Тие се првите модели. Тоа понатаму продолжува и во училиште и во интеракциите со врсниците, меѓутоа знаете, се гледа веќе емпатијата, истражувањата во голем дел покажуваат дека има и наследна компонента, значи тоа не можеме да го негираме, ама таа е домен кој се гради во животот и се надградува. И во основа, повторно тука, во старт, пресудна улога имаат родителите и моделите на однесување кои тие ги манифестираат. Исто така, навистина многу важно, е да детето биде сигурно социоемоционално приврзано за родителот. Значи да ја има базата, да се чувствува покрај своите родители дома безбедно и сигурно, затоа што чувството и потребата за сигурност ви е базична потреба која ја гледаме ако е нарушена многу рано, веќе од 9 до 12 месеци, кога ќе се разделат од родителите, пројавуваат вознемиреност, страф од непознати лица, па ги носиме првпат во градинка, сепарациона анксиозност, повторно страф од таа разделба, затоа што таа разделба за нив, која може да трае половина час, е цела вечност. Така што безбедните, сигурните социоемоционални врски, таа рано изградена доверба во релацијата помеѓу детето и родителот е исто така исклучително важна, паралелно со моделот кој што на однесување кој родителот го покажува, родителскиот стил што го практикува и слично. Професорке, зошто е важно децата да бидат емоционално зрели? Ке се рефлектирали тоа, да речеме, во успехот на училиште? Апсолутно. Или еден ден при барањето работа полесно ли ќе најдат работа, полесно ли ќе ја задржат? Во сите
аспекти, во сите домени каде имате интерперсонална релација, тоа ќе се рефлектира. Во сите аспекти на личното функционирање од аспект на социјалната компетенција, емоционалната зрелост се гледа. Значи, каков квалитет на интерперсонални релации ќе градиме со пријателите, професионално, партнерски и така натаму, зависи од тоа докаде ни е емоционалната зрелост, докаде ни е развиена емоционалната интелигенција, бидејќи со сигурност веќе знаеме дека високиот IQ е нужен, меѓутоа тоа не е доволен предуслов за успех во животот. Тоа е само еден индикатор. Значи, колку некој може да се снајде, да речеме, во нова ситуација или можеби побрзо да научи одредени работи за пократко време и така натаму, меѓутоа тоа не е виза, не е гаранција дека комплетно ќе бидеме успешни во сите домени на нашето секојдневно функционирање. Така најдов дека успехот на училиште повеќе зависи од карактерот отколку од коефициентот на интелигенција. Апсолутно, и карактерот, и степенот на развиеност на извршниве функции. Тоа е тема за сосема друга, да речеме, цела една емисија, ама само имате предвид дека истражувањата покажуваат дека екзекутивните функции, тоа ви се инхибиторната контрола, значи когнитивната флексибилност, тие самоконтролата, тие практично дури си многу поважни предиктори во академскиот успех и во генералниот успех во животот, отколку само коефициентот на интелигенција. Доколку некој дете е емоционално незрело и треба да одговара на училиште, може ли тоа да биде преплавено од емоции и едноставно да се блокира, да не може да одговори на прашањата? Ако има ниска самоконтрола, да речеме високи очекувања од него, дека мора да ги има сите питки, дека мора да е најдобар, ако се потикнува тој еден постојан надпреварувачки дух кај него, ама не конструктивен надпреварувачки дух, нели да видиме ајде кој е подобар, па подобриот нека победи, туку оној надпреварувачки дух каде јас морам да сум победникот секогаш и ако изгубам, не знам добро да се справам со тоа. Тука гледаме дека, да речеме, затајуваат емоциите во аспект на таа контрола на емоции и емоционална зрелост и затоа, да, многу е точно и тоа го гледаме во пракси, од емпиријата го знаеме, дека оние деца кои немаат оптимално за нивна возраст, се разбира, ниво на емоционална зрелост, тие потешко се справуваат со неуспех на секој план. И во спорт, и на училиште, потешко функционираат во тие пријателски врснички интеракции, бидејќи потешко поставуваат квалитет оптимален на тие интеракции. Значи, немаат вештини како да се справат со, да речеме, конфликтна ситуација, како да комуницираат со врсниците, затајуваат во низа домени, освен ако го земете овој когнитивниот, каде што, да речеме, ги има навистина сите петки или ги освојува првите места на еден куп надпревари, ама тоа не е се во животот, ако тоа не е следено со паралелно развој на емоциите, на емоционалната интелигенција и компетентност и зрелост, немаме добра прогноза понатаму за генералната успешност во животот. И сега, доколку нашето дете забележиме дека е емотивно незрело, како да го поттикнеме тој развој? Еве, има низа стратегии на интернет можеме да најдеме. Сега, што тоа е релевантно, што не, можете вие да ни кажете. Например, треба ли да ги, како родители, ние да ги именуваме емоциите што детето ги чувствува? Например, ти си бесен, затоа што братчето ти го искина цртежот. Треба ли емоциите да ги именуваме, детето да знае што точно чувствува за почеток? Кога работиме на оној прв чекор, нели, перцепција, затоа што прво оди перцепција на емоции, па нивна манифестација, па нивно разбирање, па нивно менаџирање. Ама ова не се чекори кои се сукцесивни, туку развојната психологија покажува дека дури паралелно се развиваат, се поставуваат. Но се почнува од препознавањето на чувствата. Значи, ако не го именуваме ние како родители, тоа нема да знае како се вика овој израз на лице, дека е еднаков на такво и такво чувство. Понатаму, ова што го рековте како пример, да, доста стручњаци го наведуваат тоа, дека треба да се именуваат, треба да се препознаат чувствата кај детето, да не се заобиколуваат,
да не се занемаруваат. Видете, сите ние многу покомотно зборуваме за пријатните емоции, чувства и состојби, него ли за овие не баш толку пријатните, ама токму на овие не баш толку пријатните треба да се насочиме ако сакаме да му помогнеме на детето да знае соодветно да ги препознае, да ги манифестира и канализира, бидејќи да речеме многу е лошо ако му кажеме не смеш да плачеш или не смеш да бидеш лут. Кој вели дека не сме? И ние возрастните знаеме да бидеме и лути, и бесни, и гневни, така и секакви. Меѓутоа, она што мора да го знае е дека не може да се однесува деструктивно, значи не може на деструктивен начин да ги празни тие непријатни чувства со кои што се соочува, значи не може да прави материјална штета, не сме физички да нападне некого, не сме себе се повредува. Тоа е веќе лошо ако се дозволи такво нешто во смисла да се попушти. Но вежбите уште кога се мали вежбите, да речеме покажување на ликови со различни емоции, тој во градинките го прават. Па ова изгледа значи смајли. Да, тоа е ова е насмејано, ова е радост, ова е тага, ова е лутина, да почнат да ги учат. Па потоа и кај нас. Значи ќе кажам, лута сум. Сега во моментов сум лута, да види дека ова што како јас изгледам во моментот, значи лутина. Да, те гледам дека си лут, нешто ти има налутено, сериозно, сакаш ли да разговараме за тоа кога се малку поголеми, че треба да ги препознаваме прво ние како родители, да ги именуваме за да може и тоа да препозна и да именува. А да ги категоризираме, ова се добри емоции, ова се лоши емоции, има ли потреба од нешто таква? Таква категоризација нема потреба, затоа што доволно е да знае да ги детектира, да знае да ги препознае и кај себе и кај другите, затоа што тоа е предуслов од велам за да може да тргне развојот, генерално емоционалниот развој. Затоа например постои едно истражување наречено е лице со замрзнат израз, колку всушност отсуството на фацијална експресија, значи на невербално манифестирање на емоциите на лицето на во случајов мајката, бидејќи мајките и бебињата се тука вклучени во тоа истражување, прави штета и предизвикува негативна реакција кај бебето. Значи буквално во тоа истражување кога е дадена инструкција на мајката да се заврти кон детето, а претходно биле во позитивна интеракција со тотално неекспресивен лик, забележуваат истражувачите дека сите бебиња без исклучок на почетокот се трудат да ја оживеат мајката, да таа изреагира некако, нешто нели продолжи таа активност од претходно кога се смееле, се играле. И секој нивен нареден неуспешен обид да ја оживеат фацијално мајката преминува во фрустрација до степен да ја вртат главата на страна, го избегнуваат погледот, почнуваат да плачат, да викаат и слично. Значи воопшто не им годи на нив да родителот не манифестира емоција невербално. И затоа она што го споменав на почетокот, важноста на таа синхронија, важноста на социјалната референца, во смисла од погледот, од изгледот на лицето на родителот, детето веќе ја чита емоцијата и пораката која родителот сака да му ја пренесе. Не знам, јас сум од оние генерации кога бев помала, доволно е да ме погледнат моите на одреден начин и веќе се ми е јасно, нели? Овој да речеме некој така колоквијален пример за што значи социјална референца. Меѓутоа, тоа што почнува рано и ние како возрастни го користиме. Социјалната референција ја користиме сите. Дури и јазикот на културата, на општеството во кој што се наоѓате да не го разбирате, ќе ги читате изразите на лице, па ќе може да препознаете дека, не знам, може би опасност следува, таму се крие, не пристапува, не се доближува. Значи сите ја користиме како возрастни таа социјална референца, таа почнува уште во период на доенче да се формира. А има ли емоционална интелигенција, односно емоционална зрелост без самодисциплина? Одат заедно. Затоа што само контролата, само дисциплината или себерегулацијата се составен дел на емоционалната зрелост. Значи, за тоа треба време. Оптимално некаде околу 10-та година би требало да се достигне
веќе едно навистина стабилно ниво на самоконтрола која ќе продолжи да се надградува и понатаму, нели не можеме ние од дете што е 10 годишно да очекуваме степен на самоконтрола како кај возрастните, меѓутоа веќе на 10 годишна возраст се очекува да можат да се воздржат, да до некаде исконтролираат реакција и слично, така што и тоа ви е веќе дел од оние извршни екзекутивни функции што ви ги спомнав. Значи тука кога таа ќе се развие, тогаш сериозно имаме виза за да одиме кон достигнување на емоционалната зрелост. Бидејќи, како што и претходно зборувавме, постојат во пракса низа случаеви каде имате висок IQ фактор, значи висока општа интелигенција, ама не така висока емоционална зрелост. И тоа се рефлектира во однесувањето. Така. Апсолутно, затоа што прилично е проблематично да имате некој кој има гениален ум од аспект на висока интелигенција, а меѓутоа истиот тој да потфрли во доменот на емпатијата, во доменот на емоционалната зрелост генерално, тогаш таков ум е способен да креира секакво можно сценарио и да нема никаква емоционална регулација, контрола и да го изврши. И да не сочувствува со жртвите, ме разбирате, значи едноставно да не го допира никако тоа. Така што да, имаше примери сега. Апсолутно, многу е важно. Јас тоа апелирам и со моите студенти, и еве и вака секогаш кога ќе зборуваме на оваа тема, дека не е само да вложиме дали ги има сите петки. Океј, фино е да ги има сите петки. Да биде присутен на сите надпревари. И тоа е во ред. Да, ако тоа го прави среќно или придонесува кон неговиот развој, тоа е во ред. Меѓутоа, не сме да затаи доменот на емоциите никако. Мора да се вложува и во неговиот развој страшно многу. Така, само контролата велате дека е многу поважно од учењето математика, на она што сме фокусирани комплетно сите родители. Социјалните вештини генерално, да. Оти ако не го подготвиме во тој домен, нема да може да функционира како што оптимално во секојдневието. А што е со фрустрациите? Како да ги научиме децата да се соочуваат со фрустрацијата, да ја препознаат и добро да ја исхендлаат, што би се рекло? За тоа ни треба и самоконтролата и се комплетно. Се ни треба за тоа, затоа што на фрустрациите, видите, можеме да реагираме реалистично и нереалистично. Ако реагираме нереалистично, тоа значи дека кога реалистично ги барам причините за мојот неуспех, јас причините ги барам во себе. Каде јас сум сгрешила, што не сум направила како што треба, дали не сум се подготвила доволно добро, сум тргнала доцна, па затоа доцнам и така натаму. Ама кога нереалистично реагираме, тогаш причините за нашиот неуспех ги бараме надвор од нас. Некои други ни се виновни, дали како поединци, дали како групи, како општество генерално. И во што е разликата? Оној кој реагира реалистично, ама тоа е автоматски и емоционално поздрел поединец, тој има можност да следниот пат успее затоа што ќе работи на себе, да биде подобар, да научи повеќе, нели да развие некакви вештини, компетенции да стекне ако ги нема, за да поуспешно се соочи следниот пат со иста ситуација. Тој кој што ги бара причините за неуспех надвор од себе, и мисли дека е, да речеме, најдобар или најумен и секогаш треба да победува, тој не остава простор да се подобрува и да учи нешто ново. И тогаш поголема е веројатноста дека во некоја слична ситуација ќе повторно се соочи со неуспех. Затоа што не секогаш фрустрацијата, да речеме, знае да биде само негативна. Некогаш таа знае да не потекне креативно да размислуваме, да стануваме поупорни, да бараме нови начини да решиме одредена ситуација која не фрустрира, да ја надминеме. Ама за жал праксата ни покажува дека многу почесто негативни ефекти има, анксиозноста ја поттикнува, дезорганизирано, деструктивно, агресивно однесување. Така што секој тука различно се справува, меѓу другото како се справуваме кога сме во состојба на фрустрација, во голема мера зависи од и само контролата и севкупната емоционална зрелост. А ние како родители кога емотивно го описменуваме нашето дете, треба ли да имаме и одредени стратегии кога тоа се однесува агресивно, кога чувствува фрустрацијата па одговара на таков начин, па се лути, фрла?
тепа некого и слично. Тоа е оно што претходно ви го кажам, че треба да го исканализираме, да знае дека е окей, има право да се чувствува на различен начин, ама дека нема право да уништува, да повредува. Тоа мора полека да го научи. Значи полека, нема со стратегија преку ноќ тоа да се случи. Ништо не оди кога е развоен процес, ништо не оди преку ноќ, затоа што кога се мали, верувате, имаат и когнитивни ограничувања, како што растат, се повеќе користат когнитивни стратегии да се справат со одредени непријатни емоции, со фрустрација и слично, ма колку се помали, толку им е потешко тоа да го направат и затоа им се потребни тука родителите како сигурна база кои ќе им помогнат да им прво им биде јасно што чувствуваат, па зошто така се чувствуваат, па како тоа да го нели исканализираат, да не го заборавиме темпераментот. Значи сите деца се многу различни. И воопшто не е сеедно каков темперамент има детето, темпераментот има голема биолошка компонента во себе. Така што темпераментот апсолутно не смееме да го заобиколиме или занемариме кога станува збор за воопшто и емоционалната интелигенција и функционирањето во секојдневието, затоа што тоа што е темперамент во детството има тесна врска со подоцна личност, така и возрастните. А може ли детето никогаш емотивно да не созре, бидејќи можеме да слушнеме како некои велат, моите родители се емотивно незрели, па поради тоа сум и јас таков. Има ли такви релации? Па не би рекла дека никогаш нема да созре, ама може да се случи да има пониска емоционална зрелост. И тогаш дефинитивно ќе се препознае тоа, ќе има негативни ефекти во секојдневното негово функционирање, поради што таквиот поединец нели ќе се соочува со многу поголеми предизвици него ли некој друг кој има повисоко развиена емоционална зрелост. А дали стилот на родителство влие врз емоционалното созревање кај децата? Да речеме, доколку родителите се однесуваат презаштитнички кон своето дете, оние хеликоптер родители што ги нарекуваат. Да. Дали тој стил на родителство влие врз емоционалното созревање во детството? И тој, и попустливиот, и незаинтересираниот, односно незанемарувачки стил, и премногу крутиот, строг, автократски, диктаторски родителски стил, амбивалентниот родителски стил, сите тие навистина сериозно го засегаат емоционалниот развој на детето, затоа што имаат слабости. Сега, мислам дека им е јасно на сите родители дека никој не се раѓа како успешен родител. Нема такво нешто, туку тоа е нешто што се учи и тенденцијата да бидеме доволно добри родители, нели, да секогаш учиме нешто ново како вештина и компетентност. Меѓутоа, ако на пример имате комбинација на дете кој има условно земено тежок темперамент, значи поимпулсивно реагира, поинтензивни му се емоциите, висока реактивност и така, ниска инхибиција. Ако тоа го искомбинирате со попустливо родителство, потоа ќе имаат родителите сериозно голем предизвик како што тоа дете ќе расте, да се справат со секојдневието и неговото секојдневно однесување. Ако го научиме дека што малце повеќе почне да вика, да биде побучно, по-луто, по-нервозно и ние веднаш ајде добро ја исполнуваме желбата само за да се смири, тоа ќе научи еден модел на однесување дека доволно е само да се развикам или да направам сцена некаде во јавноста за да го добием тоа што го сакам. Значи, мора да се постават граници. Без оглед каков е темпераментот на детето. Значи да, оние кои имаат деца со полесен темперамент, тие и помалку предизвици имаат секојдневно. Оние кои имаат со малку таков тежок, понапорен темперамент, многу повеќе ќе бидат ставени на тест, на трпение, на знаење, умење, вештини, се буквално што можете да замислите, меѓутоа насока, ред, рамка мора да има, затоа што колку се помали, толку помалку знаат, повеќе треба да научат и неопходни им се родителите, возрастните како позитивни модели за да правилно ги насочат во сите домени, па и во доменот на емоциите. Доколку забележиме дека нашето дете емоционално незрело, можеме ли да побараме психолошка помош за него или тоа не се решава на таков начин? Во кој момент
потребно така. А штом забележат родителите дека веќе да речеме направиле се што е во нивна моќ, знаење, вештини, умење и не се менуваат работите, продолжува детето да се однесува на социјално неприфатлив начин, значи емоционално нездрав начин и слично, не е никаков проблем, туку напротив, дури и пожелно да се исконсултираат со психолог, детски психолог, кој практично или детски психијатар кој едноставно ги знае и развојните фази, развојните карактеристики, и знае како може да ги насочи да се работи со детето, да канализира одредени непријатни емоции или премногу интензивни емоции и слично, така што мислам, апсолутно сум за тоа да се побара помош, значи многу е по-важно и по-добро да се действува на време, да се побара стручна насока, стручна поддршка, еве нема ни помош да го наречам, туку поддршка, отколку да очекуваме само од себе да помине, да замижуваме пред тоа што се случува, па потоа кога ќе помине некое време да навистина ни биде сериозно голем проблем, затоа што колку порано нешто тргнеме да решаваме и да потикнуваме, толку подобро, верувајте, колку повеќе го оставиме да обстои и да се надградува во непожелна насока, подосна многу повеќе време, енергија, трпение и се ќе ни треба за да можеме да се справиме, да го вратиме на вистински колосек. Така, многу е важно и мислам дека денеска тоа го научивме, дека општата интелигенција на детето мора да биде паралелно проследена со емоционалната интелигенција, нешто што се развива во текот на животот и што би помогнало за успех и во училишните денови, но и подоцна во животот. Така е, ако навистина сакаме да го извлечеме максимумот од развојот, јас верувам дека секој родител бидејќи мисли на најдобро на своето дете, тежне е токму кон тоа, треба да се вложува и во овој домен, затоа што сите истражувања покажуваат дека оние поединци кои имаат висока емоционална зрелост, висока емоционална интелигенција, имаат повисоки академски успеси и поквалитетни меѓучовечки односи и поуспешни се на своите работни места, значи поемпатични се, со повисока самоконтрола, низа придобивки има од изградената емоционална интелигенција и зрелост. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам со задоволство. Почитувани професор доктор Ана Фрицкант, развоен психолог од Филозофскиот факултет во Скопје, беше нашата денешна гостинка. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Ви посакувам пријатно попладне.